Најново издание на емисијата Јавни политики на телевизија Мега. Денеска разговараме за функциите и надлежностите на јавното предпријатие Комуналец од Битола, како и за проектите и плановите за во иднина. Со мене денеска во студиото на телевизија Мега е директорот на јавното предпријатие Комуналец господинот Зоран Соклевски. Господине Соклевски, добре дојдовте. Благодарам. Денешниот разговор ќе го започнеме со општите информации за јавното предпријатие кое извршува својата работа веќе 50 години. Оваа година ви е јубилејна. Ајде, кажете ми најпрво кои работни активности се во надлежност на јавното предпријатие Комуналец? Благодарам за поканата. Значи точно е дека ова ни е јубилејна 50-та година. Основано е 1966 година јавното предпријатие Комуналец. Низ овие 50 години имаше доста промени, измени во однос на статутарните работи, на функционирањето на оваа институција, но последниве 3-4 години, како што сум јас веќе директор на оваа јавна институција, јавното предпријатие има статус на предпријатие кое што е основано од општина Битола. Со последните измени на законите за административни службеници вработени во јавен сектор, веќе имаме и уште еден акт од кој што од минати години работните единици преминаа во сектори, значи организацијски некои нови моменти имаме, така што имаме 5 сектори сега, имаме неколку одделенија и оддели, во кој што ги спомнал секторот за комунална хигиена, кој што е носечки двигател на оваа институција. Понатаму исто секторот за одржување на јавни зелени површини и секторот за одржување и уредување на градски гробишта. Покрај тоа, значи, ќе спомнам дека работа тука и заеднички служби, правен сектор, како што и понатаму органограмски кажано поделбата оди на неколку одделенија, меѓу кои што ви ги спомнал одделение за депонирање на комуналниот отпад на ниво на општина Битола, одделение за собирање на кучи на скитници, одделение како посебно пајак возило, пајак служба, која што се грижи за отстранување на непрописно паркирани возила, така што доста комплексна организација, споредбено, да речеме, со главниот град Скопје, сите овие организацијски единици кај нас, што ги имаме во едно јавно предпријатие, таму се распределени во многу јавни предпријатија. Така, ја споменавте поделбата на неколку работни единици. Ајде накратко за основните три. Јавно зеленило, комунален отпад, малку повеќе околу овие. Така. Значи тие се сега поново сектори, секторот комунална хигиена, во која што број повеќе од 70 вработени, значи управување со комуналниот цврст отпад на ниво на општина Битола и депонирање на истиот отпад на депонија Мегленци, секторот јавно зеленило кој што се грижи по програма, значи усвоена од Совет на општина Битола за јавните зелени површини и јавната чистота во општината Битола, како и сектор гробишта, во кој што спаѓаат трите градски локации, значи стари, нови гробишта и буковски гробишта. Така, освен на подрачјето на општина Битола, вашата функција и надлежности се и на околните села кои гравитираат околу општина Битола. За колку подрачја станува? Значи, сепак станува збор за села кои што се во општина Битола. Ние, ако спомнеме дека пред 5-6 години дававме комунална услуга само во 2 рурални средини, сега имаме цифра околу 15 или 16, мислам дека се 16 рурални средини, каде што се собира комуналниот отпад, количините не се за потценување, значи се работи за некои големи количини комунален отпад, кои што во минатите години завршувале на нивните нелегитимни депони или ѓубришта. Бенефитот околу сето тоа, значи, е многу видлив од жителите кои што живеат во руралните средини. Со тоа што треба да спомнам дека и понатаму во нашите програми од година во година го зголемуваме бројот на корисници на рурални средини, така што и за наредна 2016 мислам дека имаме предлог план дадено за дополнителни 3 до 4 нови рурални средини. Ги споменавте дивите депони. Работите и на тоа да се расчистат, на колку локации до сега сте интервенирале и дали се уште има места каде треба да се расчистува? Иако правно гледано, нашата дејност е собирање на комунален отпад од специјализирани садови. Ние заедно со другите јавни предпријатија од општина Битола во неколку периоди во текот на годината ги чистиме тие диви депони, така што тие акции ќе продолжат, но за поздравување тоа што бројот на тие диви депони е драстично намален, ако биле тие некаде на бројка околу 100
пред некои десетина години, сега се значи тековно кој што ги чистиме ние заедно со Водовод Нискоградба 10 до 15 диви депони. Со тоа што морам да спомнам дека претходната година, крајот на претходната година беше усвоен и правилникот за депонирање на градежниот шут. Така што сега во натамошниот период мислам дека и општината и градоначалникот излезат со свое известување во кое што граѓаните детално ќе бидат запознати како и тој вид на неопасен комунален отпад би се третирал во наредниот период. Минатата година Битола стана дел од регионален проект за управување со отпадот. Овој проект треба да заврши овој месец. Кажете ми што се беше опфатено со овој проект и какви се резултати може да очекуваме од... Значи бевме избрани како општина, како град Битола во 4 градски центри од бившите екс-југословенски републики. Анализи се правеа на видот и составот на отпад кој што се генерира во нашата општина. Тие резултати понатаму ќе се разгледуваат, значи сите тие анализи и сето тоа крајната цел би бил да некој натамошен бенефит имаме како општина и сите граѓани кои што живеат во општина Битола, така што управувањето со отпад станува еден од најбитните трендови, затоа што ресурсот отпад станува и бизнис во светот, така што и тие законодавни обврски кои што ги потпишува нашата република, нашето министерство со Европска унија не обврзуваат да начинот на управување со отпад били по одредени стандарди и нормативи. Така што сето тоа во наредниот период, од наредните години, ќе мора навистина драстично повеќе се посмети внимание на управувањето со комуналниот отпад. Поставување на корпи контейнери за различен вид на отпад. Дали и колку битолчани селектираат отпад и какви се можностите за рециклирање? Значи, како општина, како јавно предпријатие, мислам дека хубаво да се пофалиме некогаш, сме лидери во нашата држава, кои што успеа да постави примарна селекција буквално на секое домаќинство кое што живеат во колективни домувања. Значи, во колективните домувања, зградите, имаме селекција на примарна отпадна пет пластика и примарна отпадна картонска амбалажа, согласно закон за отпад од пакување. Значи, тука би спомнал дека се покрај законот за отпад од пакување, сега се моментално актуелни и во наредни години ќе бидат законот за управување со отпадни батерии и акумулатори и законот за електричен и електронски отпад. Се со крајна цел да оние видови и категории на отпад кои што спаѓаат во категорија на опасен отпад да се навистина да се третират најсоодветно онака како што во цел модерен свет тоа го прават. Колку се дисциплинирани нашите сограѓани, значи генерално тоа добро функционира, иако за жал во некои садови кои што се за пластика ќе најдеме друг вид на отпад, оние кои што се за хартија па ќе најдеме пластика и така тоа навиките ќе се створат во натамошниот период. На кој принцип ги наводнувате јавните зелени површини и каква е состојбата со расадниците кои се во вашата надлежност? Значи, ние стигнавме до некоја цифра од, мислам, 120 објекти јавни зелени површини, согласно програмата. Начинот на наводнување, значи дел од нив за наводнување користиме технолошка вода од јавното предпријатие Стрежево. Кај голем дел од тие површини успеавме да обезбедиме подземни води преку бунари, артерски бунари, и тоа ќе биде тренд и понатаму, и наша цел да тој вид на вода успееме, иако финансиски не оптеретува многу, да бројот на зелени површини, начин на нивно наводнување биде на тој начин со искористување на подземните води, така што и аплицираме на одредени проекти. Еве, актуелен се моментално и проектот за баш на таа проблематика. Ние се јавивме како апликанти за проект за искористување на тие подземни води и навистина мора да ја зачуваме водата за пиење, што тој ресурс во иднина навистина ќе биде многу повеќе потребен, а зелените површини за да бидат зелени мора постојано да бидат под вода. Минатата година имаше и реакција околу справувањето со кучињата скитници. Каков е вашиот пристап кон овој проблем?
Значи, шинтерската служба, според мене, генерално добро се обавува својата работа на ниво на општина Битола. Начинот на третирање на кучината скитници е согласно закон. Официјално лице, институција веќе има склучено договор со јавното предпријатие Комуналец, кое што стручно тоа го прави, но имаме во одредени периоди од годината навистина морам да признам една слика кога ги има во секојдневието, но и треба да спомнеме дека и дојде период каде што и секоја втора фамилија кај нас има кучина миленичина, што не беше пример пред 15 или 20 години, така да и тој тренд од година порастува и сега прашање е некогаш дали некој кучина се скитници или миленичина и дали и граѓаните кои што имаат кучина миленичина тоа го прават навистина онака да се грижат навистина според тие стандарди како што функционира во западните земји. Но сепак тоа одделение за грижа на кучината скитници мислам дека покажува добри резултати и она што треба да коригираме согласно сугестите на нашите сограѓани ќе го коригираме во иднина. Каква е постапката? Како се постапува со... Значи, класично уловување на кучина скитници има каде што имаме неколку вработени стручни луѓе, со соодветна специјална опрема ги уловуваат и се гледа тоа да се работи во раните утрински часови, кога нема фреквенција на движење на пешаци возила во градот, или касните вечерни часови, така што да не се вознемируваат и минувачите. Понатаму имаме, значи, изградивме пред неколку години стационар кој што е лоциран во зоолошката градина во Битола. На тоа место, значи, кучината се стационирани одреден период. Контрола врши, како што кажав, ветеринарно лице околу нивното здравје, колку се тие, значи, заболени или се навистина здрави, тие што треба понатаму додатна класична еутаназија и тоа се прави, оние што треба понатаму да се пуштат, ги даваме и поклон на, може слободно било кој граѓанин да се јави, така што имаме примери во минатите години колку лица физички добиле, значи, куче кое што сакат да го имат во својот дом. Претходно го споменавте и секторот за одржување на гробиштата. Неизбежно е да се спомене проблемот кој се појавува со подземните води на еден дел од гробиштата. Кои активности ги превземате во насока на решавање на овој проблем? Значи, проблемот со подземни води се јавува исклучиво само во старите светонеделски гробишта и тој проблем е, јас колку што сум долги години вработен во ова јавно предпријатие, значи го има тој проблем. На неколку седници на Совет на општина Битола ми беше укажано од одредени советници, јас тоа го прифатив дека треба да се најде решение. Морам да споменам дека пред некои 2-3 недели ние имавме една интервенција, согласно насоките и сугестите на некои стручни луѓе кои што кажаа, да обиколниот канал кој што гравитира од влезот на Светонеделската црква покрај самите гробишта према новите гробишта, комплетно го исчистивме, ја спуштивме котата на подземните води и мислам дека голем дел од овој проблем на тој начин ќе го решиме, со тоа што таа вода подземна ја пренасочивме во друга насока, према некои делови кои што се движат согласно према сообраќајницата. Исто интервенција имаме и во самите внатре гробишта со некои дренажни канали кои што веќе ги работиме последниве неколку недели и мислам дека голем дел од тој проблем ќе го санираме. Јас си кажав тогаш доколку некој, било кој има некоја стручна идеја, значи со која што би ни укажал како тоа да го направиме, слободно може да се обратат директно и кај мене. Значи не бегаме од она што навистина е видлив проблем. Значи пробавме на овој начин, така што еве доаѓа пролет, можеби ќе имаме повторно обилни дождови и ќе видиме колку тоа ќе функционира. Што се друго е во надлежност на овој сектор кој се занимава со одржување на гробиштата? Значи во тој сектор сега согласно законските измени од пред некои 4-5 години ние сме само повеќе не сме давател на услуга како оператори. Оператори веќе ги има правни приватни лица, мислам 3 или 4 се во општината, додека понатаму остана само оној дел да се грижиме за инфраструктурата и за градската капела.
Кажете ми нешто повеќе и околу урбаната опрема. Минатата година беше поставена нова урбана опрема на широк сокак. Дали оваа практика ќе се спроведува и на други делови од градот? Значи, минатата година точно дека имавме некое декоративно уредување на дрворедите на широк сокак и дополнителна опрема, значи поставивме нови корпи за отпадоци и нови жардинери. Во годишниот план, да, наведено е точно дека тоа ќе го продолжиме и со градското шеталиште. Значи, мислам дека таква урбана опрема ќе продолжиме да ја поставиме и на цело градско шеталиште и главниот градски парк, но таква опрема се поставува и на одредени периферни делови од општината, од градот и урбаната опрема, за жал, морам да констатирам дека се уште имаме некои несовесни наши граѓани кои што ни уништуваат. Така, токму тоа беше и моето следно прашање. Се појавуваат проблеми со уништување на опремата, корпите, контейнерите. Да упатиме еден апел кон граѓаните? Па би требало да упатиме апел, или што знам јас, како тоа да го регулираме. Навистина, морам да укажам на нешто, затоа што нашите оперативни работници, кога започнува работниот ден, првен се грижат за нешто што навистина не е обврски работа, да ги средат тие уништени корпи, клупи, канти за отпадоци и така натаму. Се уште имаме такви фантом лица, ги нарекувам, во нашата општина и во нашиот град, кои што имат некоја ментална недисциплина. Значи, не сум стручен да кажам конкретна диагноза, но се чудам кога наутро јас секојдневно работното време ми почнува со обиколка на градот да видам што е како, кога ќе видите, значи, растурени корпи, контейнери, несоодветно, значи, третиран отпад фрлен на секаде. И сега се прашувате што е причината, зошто е тоа, нека можеби фрустрација на одредени личности, или не знам стварно затоа што се случува тоа така. Секојдневно се појавуваат вакви проблеми? Па за жал ги има секојдневно тие проблеми. Кога правиме споредба пак со некој современ свет, луѓе кои што прошетале, значи, надвор од нашата држава, ќе видат дека со таква проблематика нема. Јас претпоставам дека ајде и оној момент на казнување, значи едукација, сите тие работи, било некој период кога што поминало во тие земји, но кај нас се уште можеме, значи, секојдневно да видиме на главни сообраќајници одредена количина секојдневно на отпад што ја собираме, иако се поставени доволен број, според мене, мислам, на корпи за отпадоци, на главната булеварска, на главната амбиентална улица широк сокак може да заприметите отпад по самата улица, иако согласно закон за јавна чистота убаво децидно е кажано како сето тоа треба секој да се однесува, но се надеваме дека во наредни месеци и години дека таа слика полека ќе се смени и дека сепак ќе немаме потреба да работиме нешто што не е во програма. Исто така работите и на поставување и одржување на детски паркови. Колку вакви катчиња има во Битола и околината и дали е предвидено поставување на нови? Такви детски катчина отпочнавме пред некои 3-4 години и се покажа дека има добар ефект. Ефектот јас го гледам по тоа што во оние месеци кога дозволуваат надворешните временски услови, посетеноста е преголема. Тоа мене лично ми е причинува задоволство, тоа што тие катчина, иако бевне критикувани од одредени, што знам јас, наши сограѓани, дека тоа е некоја опрема која што непотребно се трошат пари, но точно е ова првото што кажав, дека тие имат голема посетеност и стигнавме до некоја цифра, мислам, околу 40 такви објекти во урбаниот и во руралниот дел на општина Битола и во наредната програма за 2016 ни е предвидено дополнително, затоа што кај мене доаѓаат писмени барања од одредени урбани и местни заедници кои што навистина посакуваат да имат и тие во своето место на живење едно такво катче. Дали на овие места се соочувате со проблеми на оштетување? Па да, за жал и на тие места имаме такви проблеми. Еве, во текот на зимата, секаде каде што сме поставиле клупи и такви реквизити, имало примери. Баш буквално скоро секаде каде што се оштетени или нешто е украдено или демолирано. Така да, тој проблем генерално го има во цела наша општина. Со колку и какви возила и машини за отпад располагате со оглед на тоа дека конкретно минатата година имавте ново возило, нова машина за ситнење на гранки, а предвидена е и набавка на нови одредени возила за оваа година?
Значи, ЕПА Комуналец, ако ги земеме во предвид сите сектори, располага со огромен број на возила, мислам дека се повеќе од 50 возила, од кои што специјални возила ги има некаде 30-тина, значи возила за собирање на комуналниот отпад, возила со кои што допринесуваат во управувањето на јавните зелени површини во другиот сектор, така што ние од година во година го обновуваме тој возен парк, значи секоја година буквално 1 до 2 возила за комунален отпад се набавуваат. Понатаму се набавуваат мултифункционални возила за управување на јавните зелени површина, се набавуваат и посебни алатки, значи строго професионални алатки, затоа што површините на јавни зелени вкупната површина на зеленило кој што е во програма стигнавме до 500.000 метри квадратни јавно зеленило кој што треба ние, и тоа навистина е голем предизвик и обврска за да сето тоа квалитетно се одржува. Без набавка на таква високо квалитетна и професионална опрема, значи тешко би се снаоѓале. Јас како директор сум лично задоволен доста од она што моите колеги и раководители на сектори го работиме заеднички во однос на управувањето ниво на квалитет на давање на услуга, но сепак желба моја е да ние добијаме во нареден период се уште неколку такви специјални возила, го спомнавме, значи тој шредер кој што оние отпадни биоотпад, гранки, сите те работи, понатаму наш план е да се направи компостара. Сето тоа во наредни години го имаме испланирано да набавката на основните средства и алатки биде во таква спрега заедно со сето тоа што значи ниво на квалитет на давање на услуга, да сепак од една страна се олесни работата на оперативните работници, а од друга страна квалитетот, ефектот и ефикасната се зголемат. Кога сме веќе кај возилата, да не изоставиме дека во ваша надлежност е и управувањето со пајак службата. Колку често има потреба од интервенции? Значи, пајак возилото е во служба на општина Битола и во служба на Министерството за внатрешни работи, како возило кое што дава услуга за регулирање на сообраќајот во нашиот град. Точно е дека има потреба со тоа пајак возило, иако цифрите кажуваат нешто што е малце и апсурдно, дека бројот на подигнати возила на годишно ниво просечно дневно се подигнати, мислам дека имаш некоја цифра од 1,4, што е премалку, но крајната цел е навистина да се направи квалитетна регулација на сообраќајот во градот, а не е крајна цел да од сето ова профитира ЕПА Комуналец. Ние поседуваме само едно возило, и во годишната програма за 2016 предвидовме набавка на уште едно возило, така што сепак ќе видиме, значи добро би било, јас викам што помалце да се подигат такви непрописно паркирани возила, затоа што сега веќе имаме и квалитетно зонско паркирање, каде што повторно ќе се навратам, во некои центри во Европа буквално не постои место каде што не се плаќа за паркинг, значи буквално секое место и таму е поделено на зони. И на тоа треба да се навикнуваме сите како граѓани, но повторно за оние несовесните има и ваква служба која што мора на тоа да одговори. Ја споменавте инвестицијската програма за 2016-та, неодамна беше усвоена. Кои се плановите и колков буџет е предвиден за оваа година? Значи, буџетот за инвестиции за 2016 по основ на сите сектори, значи комплетно на јавното предпријатие, е некоја цифра од 21 милион денари, кој што го предвидевме. Морам да кажем дека во минати години ние плановите немаме 100% реализација, но морам да кажем дека и ние сме набавувале или сме работеле активности кои што и не биле планирани. Значи, во одреден момент ние набавувавме специјална опрема која што, од одредени причини имало потреба да се набави, а и други активности кои што не биле планирани. Така што тој процент на реализација на планот за годишната инвестиција гледаме барем да биде во рамките на реалноста и можностите. Едно се желбите, друго се можностите, така што тука ги балансираме и ги согласуваме. Каде ќе бидат насочени овие 21 милион? Значи, тие 21 милион се генерално насочени на набавка на основни средства, како што кажав, специјални возила за управување со отпад, понатаму набавка е пајак возило, кажав, не специјално возило, набавка на одредена опрема, алати кои што ќе
помогнат во учинокот на реализација во јавните зелени површини и јавната чистота. Имаме моментално 3 возила специјални кои што имаме машинско метење. Планираме уште едно такво возило се набави, така да во таа насока ќе се движат тие инвестиции. Во главно ќе биде значи кон опрема. Не можам да не прашам, најактуелна тема во последно време беше загадувањето на воздухот, со оглед на тоа дека веќе е тука растворот, а вие треба да го спроведете прскањето на улиците. Точно, значи загадувањето е актуелна тема која што сите ние сакаме да ја решаваме, но како да кажем, на ниво на држава се спомнуваат неколку центри каде што е високо и енормно загадувањето, тоа го почувствувавме сите и навистина тоа е една неубава, многу лоша појава која што се случува во нашиот град последниве неколку години. Според мене, не сум доволно стручен да го коментирам, но доста влијат тие климатски фактори. Една од мерките која што општината пред ходниот месец ја спроведе, значи беше задолжението да емисијата на штетни гасови кои што излегува преку оџаците на одредени правни и физички лица ги задолжи да во одреден временски период сите ги исчистат тие. Значи тоа е дел од фактор кој што влијае на загадувањето. Другиот фактор е значи она што е емисија на штетни гасови преку моторните возила кои што се движат низ нашиот град. Средството кое што општината го набави е стационирано во ЈП Комуналец, се работи за неколку тона на средство кое што е набавено од алкалоид. Ние заради тоа и предвидовме, направивме одредена модификација на нашето специјално возило цистерна, со кое што во нареден период би требало да аплицираме таа течност. Колкав ќе биде ефектот, еве во Скопје веќе тоа го направиле, мислам дека во претходната година, кажуваат некои проценти 15 или 20% кои што дава бенефит таа апликација на тоа средство, но морам тука да кажем дека од она што е наведено од производителот, значи мора да се создават одредени предуслови. Првен и битен момент е да има загадување во текот на денот или на таа недела кога треба да се аплицира, доколку нема, не е пожилно нормално, тоа е првиот. Другите моменти се да треба да нивото на влажност биде испод 80%, понатаму, значи, тоа средство се аплицира во онај период временски кога наредни денови не се очекуваат врнежи, кога нема многу ниски температури, значи тие, како што кажувам, временски предуслови треба да бидат створени, понатаму треба да тоа средство се аплицира на одредени делови од коловозот, значи не смее да се аплицира на кружни текови, на пешачки патеки и така натаму. И во нареден период први временски предуслови кога ќе бидат створени, ние тоа ќе го направиме. Сега мислам дека последните 2-3 недели, мислам, дишиме релативно чист воздух, не е тоа нешто како што беше пред некои 2 месеци и тоа е една од мерките која што нас општината не задолжи со нашето возило да практикуваме. Што е во однос на обврската која беше зададена со чистењето на оџаците, дали се веќе спроведени? Значи, беше формиран кризен штаб од страна на градоначалникот. Јас како директор на јавно предпријатие бев вклучен во тој кризен штаб, дадовме некои насоки. Можам да кажем дека конкретно ЈП Комуналец има 4 објекти каде што има оџаци кои што навистина во минат период, не знам, повеќе години не биле чистени, на писмено бевме задолжени, ние тоа го направивме. Покрај нас беа задолжени доста други правни институции во градот кои што мислам дека се тоа, али околу тоа сепак мислам дека службите во општината имаат точна увид и евиденција колку е тоа реализирано. Јас ке ви се заблагодарам за вашето гостување. Ке посакам успешно реализирани проекти, многу повеќе совесни граѓани за сето она што го работите да ни биде подолготрајно и ке ви посакам успешна работа и понатаму. Добро, ви благодарам и вас на поканата и мислам дека и оваа емисија барем нешто ќе делува кај нашите сограѓани од она што успеавме вака на кратко да го искоментираме и поздрав до вашите гледачи. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики. Се гледаме наредната недела во истиот термин на истата фреквенција, 20 часот и 45 минути на телевизија Мега. Пријатно!